Имам една крајно непријатна потреба да се обратам до јавноста. Велам непријатна затоа што се наоѓаме пред болницата за душевни болни Бардовци, што се наоѓа на територија на општина Карпуш, и уште по непријатно ми е што мора на ваков начин да го изразуваат граѓаните револтот и јас како градоначелник против она што сака да го преземе Министерството за здравство. Нормално е кога треба луѓе да се лечат, на секого дека му е потребна помош, и апсолутно ние треба да создадеме сите можни услови што треба за да секој што има потреба од лекарска помош да ја добие. Тука секако ја вклучува и локалната самоуправа, а и секој поединечно граѓанин што може да стори за да имаме што подобри услови за лекување на било кој болен на територија на Република Македонија. Оваа душевна болница е веќе скоро 60 кусур години овде постои. Граѓаните се научени да се носат со проблемите што ги имаат со незе со децении, и тоа е буквално срастратно меѓу граѓаните и оваа душевна болница, и очигледно дека немаме никаков проблем. Меѓутоа сега ни се јавува еден огромен проблем, зашто Министерството за здравство сака сите лица кои што се зависници од опојни дроги да ги донесе овде и лекувањето да биде овде во оваа душевна болница. Ние немаме против да се врши лечење, но секој треба да се лечи во својата општина. Што тоа значи? Сите оние болни кои што се, односно зависници од опојни дроги од територија на општина Карпош, нормално дека треба да се лечат во Карпош. И сите оние што се во други општини да се лечат на други места. Јас го побарав министерот за здравство, му објаснив дека имаме сериозна реакција од граѓаните, во исто време и јас не се сложувам со ваквиот начин на решавање на проблемите. Објаснувањето беше дека има само 2 тима. Не можеме ние да бидеме колатерална штета и граѓаните на злокуќени, затоа што имаме неодговорно министерство. Не зборувам само за ова, но и претходно, зашто има само 2 тима за лекување. И замислете, сакаат сите овие зависници од дрога, што биле лекувани во кисела вода, да ги префрлат овде на територија на општина Карпош, односно во болницата за душевни болни злокуќени. И замислете кое е објаснување. Градоначалникот на кисела вода имал изборно ветување дека ќе ги тргне зависниците од болницата каде што се лекуваат во кисела вода. Јас на колегата Орце Георгиевски сакам да му порачам дека прво оваа работа не е наша општинска, оваа работа е државна. Второ, ако тој има дадено ветување дека ќе ги трга од неговата општина зависниците од дрога, но јас не сум дал ветување на граѓаните на Злокуќени и на Карпош дека ќе им донесам овде зависници од дрога од сите општини на територија на град Скопје, и затоа мислам дека ни тој најмалку треба да се прави газда во туѓе двориште и најмалку треба да посочува каде тие треба да бидат сместени, но од друга страна морам да упатам критика до Министерството за здравство, мора да си најде решение. Ние сега имаме решение во болницата 8 септември, тоа треба и така натаму да остане, но овие граѓани овде ни случајно нема да дозволиме да бидат реметени токму од зависниците од опојни дроги и други супстанции, затоа што Злокуќени и сега трпи огромен терор, поготово од неколку фамилии што се доселени од Косово, со кои што не може да се справи ни полицијата, не може да се справи ни обвинителството, не може да се справат ни судовите, очигледно не можат и граѓаните. И сега ако го направиме уште овој дополнителен товар на овие граѓани, буквално ние покажуваме желба да ги иселиме, а никако да им го подобриме животот и животните услови на граѓаните од населеното место Злокуќени. Општината направила се за да овие граѓани и македонци и роми живеат убаво, да живеат во слога, ги создала сите инфраструктурни услови од канализации, водоводи, улици и така натаму, се што е потребно, од обезбедување за превоз за ученици до училиште и назад, вработување што имало потреба за граѓани Злокуќени и така натаму, на сите сме помогнале, што значи дека локалната самоуправа ги направила сите своји работи што се потребни за да имаме нормално функционирање на оваа местна заедница и населението кој што овде живее. За жал, очигледно дека имаме обид за реметење на
на овој живот овде на овие граѓани. Минатата власт сакаше во Бардовци да ни досели емигранти, па се спротивставивме на тоа. Оваа власт сака да ни ги донесе овде, да ни ги донесе зависниците од дрога и други опојни супстанци, што ќе создаде сериозни проблеми кај граѓаните во нивното секојдневно функционирање. Луѓето објективно имаат причини да се плашат од тоа кој во непосредна нивна близина овде ќе постои, ќе оперира, затоа што тоа овде што ќе се лечат се тешки зависници и затоа сметаме дека секој треба да се лечи во својата болница. Министерството мора да го коригира ставот, во спротивно јас колку што гледам во овде граѓани од ова населено место, дека ќе имаме сериозни проблеми, а би сакал тоа да го избегнеме и го повикувам министерот за здравство, а посебно премиерот, председателот на владата на Република Македонија, бидејќи жител на општина Карпош, и тој да не дозволи ова да се случи, да му се случи на Карпош, особено на населеното место Злокуќани, зашто граѓаните ова не го заслужуваат. Не можеме да се справиме со оние насилници кои што ни се јавуваат и кои што го тормозат ова население, а сега ова дополнителен товар кој што практично животот овде ќе го направи невозможен и за кој што ние сериозно го клеваме гласот и молам за разум од Министерството за здравство и владата на Република Македонија. Ако ги донесат тие зависници на опојни дроги овдека, ние треба да се селиме од тука затоа што знаеме дека имат многу проблеми со ним и ние не сте тука од вчера и од завчера, него 100 години уназад, така речено, сме тука во оваа населба и веруваме дека ќе имаме големи проблеми. Ништо не ни останува, само да се селиме ние од тука. Јавно кажувам дека тоа ние нема да се сложиме, нема да прифатиме со душевно болните. Ние до сега убаво се справуваме, сте се навикнале на ним и сепак ако на случајно му треба тогаш да ги селиме тие од тука, душевно болните нека ги земи градоначалникот во Кисела Вода, тој нека се справува со ним. Секоја општина треба да се има пунктови за тие што примат дрога и мишини најболно решение ќе биде. Иначе овде ако ги донесат, ми имаме проблеми, имаме пред тоа, бидејќи овде беа на времето овде беа, па ги тргна се, ако ги донесат овде, тешко на нас, тешко на нашите деца, внучиња, ме разбираш? Не е само наш, ние сме стари луѓе, ќе отидеме утре. Имаме внучиња, паравнучиња, овде ќе живееме. Овде ми е поштено, живееме, поштено плаќаме, сите придонеси ги даваме на државата. А ако сака премиерот и тој министерот за здравство, да се ги однесе, нека направи таму пункт некој кај него дома, па нека и чува. Ние мислиме дека треба да се сложиме, ако треба, ќе напишеме петиција. Ќе се вериме петицијата, ако треба, ќе ја доставиме директно до министерот за здравство, до премиерот. А не пред премиерот да се удира во град, јас сум ова, јас сум она. Не е така. Доколку останат глуви институциите, кои се вашите следни чекори? Следни наши чекори се ние треба да станеме да блокираме овде. Масовни протести да ги Да блокираме, да ископаме улицава и да не проđe никој. Да ставиме барикади, тоа треба. 60 години јас толку имам и ова болница ја познам многу добро од моето детинство. Значи имавме и со нив проблеми со лечењето со нервни и душевни болести. Јас сакав само една порака да пренесам до Министерството за здравство и до премиерот. Значи има такви места што за таквите луѓе треба да се направи или монтажни бараки, или нека ги преселат како што беше во времето на избеглиците во Стенковац. Тие луѓе треба да бидат оддалечени од таквите населби и од такви граѓани, што подалеку, значи да се лечат подалеку. Има места многу, а не да градат казина или не знам што, цел Канчанички пат е граден со такви институции. Меѓутоа, јас барам исто така нека се гради таму, нека бидат оддалечени и од народот да може народот да биде слободен, да се движи, а не да излезат на улица да се плашат од нив.